Тековното кастрење во третата недела на садниците со канабис сатива е дел од сложениот процес на одгледување на оваа култура. Животниот циклус овде им започнува со клонирање, растат во строго контролирани услови, се хранат и наводнуваат под посебен режим. Ако се работи според стандарди, бербата доаѓа за кратко време. Нашата цел е да имаме што повеќе берби во текот на годината. Светлата кои користиме и сите услови кои ги контролираме ни даваат да имаме повеќе берби во текот на годината. Целта е да се стигне до сув цвет. Остатоците треба да се третираат како медицински отпад. Ова е само една од просториите така наречени соби на НСК Холдинг, компанијата која во дел од напуштените хангари на Охис пред 2 години имплементираше затворен систем за производство и екстракција на канабис за медицински цели. Инвестицијата вклучува простории приспособени за различни фази од развојот на растението. Ги испитуваме сите фази на производство, исклучиво во моментот за наша употреба. По бербата, материјалот се складира во магазин и чека екстракција на масло. Ова е една од 20 фирми со лиценца за одгледување канабис. 5 од нив имаат дозвола и за производство на екстракти од канабис за медицински цели од Агенцијата за лекови и медицински средства Малмед. Но од најавуваниот милионски бизнис со канабис револуцијата, инвеститорите засега имаат само полни магазини. Каде е проблемот? Значи, лиценцата не е воопшто проблем. Проблем се тие имплементација на стандардите. Костадин Дуковски, кој го води Сдруженијето на лиценцираните фирми, ги повикува сите компании заедно да бараат решение за застојот. Тој вели дека Реплек е единствената фирма во земјава што може да го откупи сувиот цвет или маслото. За продавање на суровините на домашниот пазар нема проблем, бидејќи сите фирми од оваа област имаат македонска лиценца за добра производствена пракса. Но потребите на Реплек за домашниот пазар брзо се заситуваат, а за извоз во странство важат други правила. Сите потенцијални купувачи од странство бараат фирмите да имаат исполнето европски стандард за добра производствена пракса. Дури и Реплек да сака да ги извезе нивните производи не може, ако фирмите ја немаат европската лиценца. Би апелирал, да речеме, владата, малце поише да се ангажира во делот на прифаќањето, затоа што сепак нашето законодавство е согласено со европското. Кога ќе видите... Барате да го признае македонското GMP? Нормално. За да може да извезувате? Нормално. Значи, бараме малце владата да земе активно учество во делот на GMP стандардите, затоа што ако видите во законот пишува дека и решението кога ќе го добиеме од GMP, нели решението дека сме усогласени согласно GMP стандард, тоа се вика добра производна пракса. Значи, кога ќе видите, ние ги исполнуваме сите услови. И во самото решение пишува дека согласно ЕУ директивите. Значи, сепак ние треба да се направи некој контролно тело или пак да се заангажира малце да формира комисија подобра која што ќе биде акредитирана од европското законодавство за да можеме да ги имплементираме тие стандарди. И тие за нас се многу недостапни. Збориме за една имплементација со ЕУ или фармакопеја, да речеме да се согласиме, може 2-3 години ќе ни треба. Еве Реплек конкретно има оглас пуштено, бара согласно GMP стандард, никој не ги исполнува тие услови моментално во Македонија. Значи, зошто вие не можете да ги исполните фирмите, мислам, да ги исполнат условите кои што во огласот Реплек ви ги наведува за да ви го откупи производот? Тоа се многу сериозни инвестиции. Дел од фирмите немаат пари. Дел од фирмите, да речеме, што имаат некоја визија, колку да земат лиценца, ќе ја земат лиценцата и тука настануваат више проблемите. Проблем со европските стандарди имаат и во фирмата Оаза Алкалоиди од Штип. Бидејќи нормално не сме членка на Европска унија се уште, нема такви агенции, нема такви тела, Малмет не го спроведува и не го аудитира тој стандард и ние сите сме приморани да бараме значи излез во агенции надвор од границите на Република Македонија кои се многу временски захтевни, бидејќи аплицирањето кај нив за да они дојдат во некој аудит трае повеќе од 3 месеци и искрено кажано се драстично поскапи од македонските тела кои што вршат инспекцијски надзор. Ова го немавте в предвид кога инвестиравте? Ние го имавме на некој начин предвид и меѓутоа
сепак нешто во нас веруваше дека можеби ќе поминеме со македонските регулативи. За жал не е така. Во прво време би помогнало многу регулативата за извоз на цвет, да пробаме тој цвет што го имаме на залихи да го продадеме на потенцијални клиенти кои што ќе го искористат кои што ќе може да го искористат како во фармацијата, тако да го искористат и како за рекреативно пушење во тие земји каде тоа е дозволено. Тоа ќе помогне доста, се надевам, да се испразнат некои си пробни количини произведено. Прашавме и во владата за очекувањата на фирмите што се во овој бизнис. Дали државата може да помогне на некаков начин? Одговор не добивме. Во меѓувреме, останува прашањето кој го контролира производството во земјава. Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции дефинира кои институции се надлежни за надзор на одгледувањето канабис за медицински цели. Формирана е владина меѓуресорска комисија во која членуваат представници од повеќе институции, начело со Министерството за здравство. Ова министерство е должно да врши контрола врз производството и прометот, а меѓу другото да ги известува и меѓународните организации за увозот и извозот на опојните дроги. Паралелно, и Министерството за земјоделство според законот врши надзор кај овластените производители на семенски материјал од афион или коноп, ја контролира сеидбата на канабисот, самото производство, а врши надзор пред и по жетвата. Дали и како ова се спроведува во пракса, прашавме, но не добивме одговор од ресорот земјоделство. Се обративме и до другото надлежно министерство. 360 степени праша во Министерството за здравство колку сува маса пријавиле одгледувачите на канабис во изминативе 2,5 години. Нешто на што ги обврзува и законот. Побаравме извештај за бројот на посетите, датумот и локациите каде се извршени контролите. И тоа од садењето па се до бербата на канабисот. Од здравство не упатија да го почекаме конечниот извештај на кој што работи надлежната комисија. Велат ќе биде готов до 30 јуни. Соочени со бариерата за извоз, од Сдруженијето на фирмите одгледувачи на канабис надежта ја гледаат во помош од владата. Велат дека наскоро ќе побараат и официјална средба. Ако работите не мрднат, велат дека дел од фирмите дефинитивно ќе згаснат, а со тоа ќе згасне и надежта за економски марихуана бум.